Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е програмскиот директор на ЛГБТ и Центарот за поддршка Кочо Андоновски. Господин Андоновски, убиството во Орландо на 50 на млади луѓе повторно во светот ја актуализираше темата хомофобија. Во Македонија имаше од згрозеност до ликување реакции. Што мислите, што говори тоа за македонското општество? Македонското општество, за жал, е се уште многу затворено општество и општество кое не разговара за динамиките кои внатре во самото општество се случуваат и за различните групи кои заеднички обстојуваат на овој простор и во овој систем кој ние сме се договориле дека ќе го направиме на наша заедничка држава. Не зачудува премногу како тука се реагира, заради тоа што во изминатите години ЛГБТ и Центарот за поддршка од самото отворање доживеа 6 напади. Многу други активисти и ЛГБТ луѓе исто така доживеа насилство. Немаше некоја голема реакција ниту од граѓаните, ниту пак од институциите кои ќе требаше да дадат до знаење дека тоа е недозволиво, дека насилството не може да помине и дека насилниците ќе бидат фатени и казнети. Во однос на хомофобијата, Македонија каде е на ранг листата? Македонија е на дното во Европа, предпоследна е и последните места ги дели со Русија, Белорусија, Азербејџан, Ерменија. Тоа е една страшна реалност која се надеваме дека во иднина ќе можеме да ја надминеме. Има ли разлика во политичарите од македонскиот и албанскиот блок кога станува збор за прашањата и проблемите кои што ги задира ЛГБТ заедницата во Македонија и се разбира политичката злоупотреба која што претходно спомнавте? Секако дека има голема разлика. Албанскиот блок, политичките партии од албанскиот блок се уште го третираат ова прашање како македонско прашање, односно како прашање на македонската заедница, со тоа покажувајќи висока хомофобија, односно не признавајќи дека и во нивната заедница исто така има ЛГБТ и луѓе. Тоа зборувам тука и за другите и помалите етнички заедници. Тие луѓе ние ги сметаме за уште поранливи заради тоа што они доживуваат повеќе кратна дискриминација и повеќе кратна маргинализација. Спомнавте дека албанскиот политички блок проблемот со ЛГБТ заедницата го третира како македонско прашање. Но како се однесува кон ова прашање македонскиот политички блок? Македонските партии има две линии, да речам. Тоа се онаа линија која е од центарот на лево што оди, која во моментов мислам дека се случува еден еволутивен процес заедно со шарената револуција и сите случувања, кој мислам дека е можеби еден од најдобрите аутками кои ќе дојдат од овој процес. Тоа е еволуцијата и признавањето дека има проблем, признавањето дека има таа заедница и признавањето дека треба да се работи на постигнување на еднаквост за таа заедница. Се уште сме на почетокот, има многу работа и ќе има многу работа, но таму гледаме веќе дека имаме партнери со кои можеме да разговараме. Другиот дел од политичките партии, оние од центарот кон десно, особено, одат во една сосема друга линија и ја демонизираат ЛГБТ и заедницата како предавничка заедница, како квислинзи, како некои кои се тука да го растурат здравото национално ткиво на македонците, која е апсурд и која е глупост, која е само за дневно политички потреби и е од многу краток рок на употреба. Во изминативе 3 години Центарот за поддршка на ЛГБТ заедницата во Скопје, а и активистите од оваа заедница беа мета на вандализам па и на насилство. Во медиумите ние не видовме дека овие случаи имаат некаков правен епилог. Каков фронт отвара ова непостапување на македонските институции? Има многу последици од ваквото непостапување на институциите. Прво е што тоа е поттикна уште поголемо насилство
и на некој начин го легитимираше насилството како легитимна алатка за борба против квинслишката ЛГБТИ заедница. А од друга страна, тоа непостапување ја направи самите ЛГБТИ луѓе да изгубат целосно довербата во институциите на системот, дека ќе ги заштитат, односно да се почувствуваат како граѓани од втор ред. Може ли да направите една паралела меѓу однесувањето на институциите во западниот свет и однесувањето на институциите во Македонија по овие прашања? Секако дека секаде во светот се уште постои дискриминација, се уште постои говор на омраза, се уште постои криминал од омраза. Орландо тоа и го докажа. Меѓутоа, која е разликата? Реакцијата на институциите. Таму има механизми и тие механизми функционираат. Разликата е токму во функционирањето на институциите кои треба да ги заштитат сите граѓани. Дел од западноевропските политичари и луѓе припадници на јавната сцена слободно говорат за својата сексуална ориентација во светот, а во Македонија тоа е се уште табу тема. Зошто е тоа така? Што мислите? Дали тоа значи дека во македонската политичка сцена нема припадници на ЛГБТ заедницата или можеби се кријат во име на вредностите кои што ги пропагира партијата? Мислам дека кај нас многу години од независноста наваму функционираше во политичкиот живот еден лицемерен тренд на лицемерие во кое отсуствуваше лидерство. Ние немавме лидерство. Ние имавме лидери на партии кои не се лидери заради тоа што они се осудуваат да го кажат или направат само она што сметаат дека поголемиот дел од луѓето ќе го прифатат и заради тоа ќе имаат можност да бидат реизбрани. Вистинското политичко лидерство, како што го гледаме во западните демократи, е токму на овие чувствителни прашања, така да мислам дека кај нас се надевам дека во следниот период ќе се отворат некои. Доста има кои верувам дека има кои не се отворени, кои можеби и веќе го се прилагодиле и го хармонизирале тој двоен начин на живот. Веќе тоа го направиле една нормален начин на функционирање секојдневно, да имаш двоен живот и да лажеш. Но тоа, пак ќе кажаме, краткорочно, заради тоа што судирот на тие два света кои ги живееш, во еден момент носи трагични последици, какви што се во Орландо. Последните извештаи за напаѓачот во Орландо покажуваат дека тој бил редовен гостин. И во клубот каде што пукаше, тој се дружел со луѓето во кои пукаше, и во други клубови, и имал профили на дейтинг сајтовите за ЛГБТИ луѓе. Во однос на лицемерната политика, во светот постојат политичари кои што се дел од конзервативни партии и ја кријат својата хомосексуална ориентација, при што кога тоа ќе излезе во јавност станува скандал. Има ли во Македонија таква лицемерна политика? Па верувам дека се води, заради тоа што сите истражувања изминатите 50 на години укажуваат на тоа дека од прилика 10% од популацијата се е ЛГБТИ, значи не само геј мажи, не само лесбики, туку и бисексуални мажи, и бисексуални жени, и трансродови. И тоа ние можеме да го проектираме насекаде, така да ако сега проектираме, веројатно и во парламентот, имаме 10% луѓе кои се во таа популација, меѓутоа тоа го кријат. Она што е важно е да направиме механизмите на заштита, институциите да профункционираат, да имаме позитивна пракса за тоа, тоа ќе ги охрабри и тие луѓе да излезат еден ден и да кажат. Колку во Македонија се почитуваат човековите права? Зашто најмногу се жалат граѓаните кај вас? Во Македонија, за жал, имаше еден крајно негативен процес на
ускратување на се повеќе и повеќе права. Зборуваме за урнисување на државата, на правдата, на слободата, слобода на движење, слобода на говор, слобода да не зборуваме што све не, таков вид на насилство, така да Македонија за жал пропадна на дното во Европа од држави кои ги почитуваат правата на своите граѓани и се трудат да ги заштитат тие права. Ви благодарам за разговорот. Благодарам многу за можноста да ги кажеме нашите ставови. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. До гледање.